На денешната тема во студиото разговарам со мојата гостинка Марија Конеска, психолог и психотерапевт. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов и вам и гледачите на Македонска телевизија. Кога зборуваме за тоа колку се безбедни содржините што ги гледаат децата на дигиталните апарати, едно од важните прашања е колку дигиталните содржини денес влијаат врз психолошкиот развој на децата. Дигиталните содржини директно влијаат на психолошкиот развој кај децата и кај младите воопшто, бидејќи директно се инволвирани децата и младите токму со тие дигитални содржини секојдневно, дури некогаш и 24 часа. Не мора нужно негативно да влијаат, многу е важно да напоменеме колку, како и што конкретно гледаат од тие дигитални содржини. Многу е важно да напоменеме мозокот е во интензивен развој во најрана возраст и токму тогаш мозокот ги прима сите стимулуси од надвор. Дали тоа е игра, дали тоа се врсниците, разговор со родителите или е некое видео на мобилен, интернет, YouTube, на телевизор, директно влијае на тоа како ќе го изградат децата вниманието, говорот како ќе се развие, како ќе се развие емоционалниот развој и самите социјални вештини кај децата. Тоа значи дека директно влијае на психолошкиот развој од аспект на дигиталните содржини, бидејќи самите дигитални содржини даваат брзи информации. Информациите се многу интензивни и на мозокот му даваат директна информација дека за секоја брза реакција следува и брза награда. Автоматски детето најмала возраст учи дека треба да добие брза награда. Но последиците се следни. Во реалниот живот не е тоа така. Во реалниот живот, самиот реален живот бара трпение, бара повеќе смиреност. Не е толку брз реалниот живот. И автоматски веќе децата, бидејќи не знаат како да се соочат со тие емоции, а бараат брза награда на таа брза реакција, автоматски се соочуваат со ниско внимание, Да, и кога сме кај проблемите, тоа беше и моето следно прашање, кои се најчестите проблеми што ги забележувате кај децата кои што многу време поминуваат пред екран и како да препознаеме дека детето развива зависност во најлош случај од телефон или интернет? Така, најчестите проблеми од самите дигитални содржини кај децата даваат последици и тоа намалена мотивација, проблеми со учењето, намален интерес за учење, проблеми со спиењето, зголемена анксиозност и вознемиреност, како што кажав, реакции на нетрпение и фрустрација, проблеми со спиењето и веќе немање интерес за некои активности кои претходно ги правеле децата. Но мораме да правиме разлика помеѓу често гледање дигитални содржини и зависност од дигитални содржини. Веќе зависноста значи дете кое не може да се одвои од дигиталниот уред без да имаме некоја бурна реакција, паника, врескање, агресија, бура. И таа бура и таа агресија да трае долго и од страна на родителот кој сака да го сопре мобилниот и од страна на самото дете, нели трескање од земја и така натаму. Потоа големо одбегнување на социјални контакти и повлекување во домот, често размислување за мобилниот телефон, каде, што друго да правам, незнаење што друго да прават, одбегнување на социјалните контакти, како и оно што е најважно, заменување на чувствата со дигиталните уреди. Чувство на досада, чувство на анксиозност, чувство на тага и чувство на бегство го заменуваат со дигиталните содржини. И реално секојдневно можеме да забележиме дека помладите деца знаат да се изолираат, не се доволно социјализирани, немаат ориентација во просторот, тешко се снаоѓаат во опкружувањето поради влијанието од виртуелниот свет. И всушност прашањето ми е дали денеска децата почнуваат да размислуваат и да функционираат виртуелно? Да, токму така, бидејќи се одвоени од онаа директна комуникација и директен начин на реагирање.
таа стабилизација на емоциите, тоа трпение што го нуди реалниот свет, поспор начин на живот, каде што треба да научат директно да комуницираат со луѓето, полесно им е на дигиталните мрежи и преминуваат да живеат виртуелно на тој начин, затоа што таму имаат контрола. Го добиваат чувството на контрола, го добиваат чувството на бегство и си ги пополнуваат емоциите кои им се потребни. Тука мора да се запрашаме ние како возрастни, особено како родители, да се запрашаме кое е чувството кој им недостига на децата, кои го пополнуваат со дигиталните содржини, за толку да се внесат и да се пренесат виртуелно да живеат. Тоа е чувството на блискост и разговори поврзаност која им е потребна. Пред да проговориме за одговорноста, нели, тоа што можат да го направат родителите, сакам да ве прашам колку се опасни социјалните мрежи и содржините како што се невини видеа на YouTube или TikTok за најмладите. Дали децата се доволно заштитени од несоодветни видеа, игри и предизвици кои што навистина знаат да бидат сериозен проблем? Така се, самите дигитални содржини од YouTube, TikTok и веќе имаме конкретни докази што се случуваше наназад од одредени содржини на TikTok, изгледаат безопасно на почеток, особено на нашите деца, бидејќи тие немаат директна насока и знаење што значат тие видеа. Изгледаат безопасно, но алгоритмите не се така направени да ни го заштитат детето. Туку се направени нели за да го задржат подолго пред екранот и тие содржини да се гледаат. Тука играме клучна улога ние како родители, да седнеме и да им објасниме, бидејќи самите дигитални содржини автоматски и ќе ги доведат до тие немили видеа, како што кажавте, несакани видеа кои можат да ги доведат нели до содржини кои не се за нивна возраст, содржини кои се сексуализирани, а децата во мала возраст и се уште недоволно сознание за тие содржини, да ги оддалечат од блиските, да им создадат нереална слика за светот и така натаму, кои не се веќе за нивна возраст. Од друга страна, социјалните мрежи пак директно влијаат на самодовербата, особено кај младите, бидејќи директно даваат информација како тие треба да изгледаат, па почнуваат да се споредуваат, да собираат лајкови, токму така влегуваат во еден виртуелен свет на функционирање, затоа што тоа значи начин на прифаќање и начин на вредност за нив надвор. Нешто што е далеко од реалноста. Нешто што е далеко од реалноста, но тие реалности што најмали нозе ја гледаат таму и чувството за признавање и вредност го наоѓаат токму таму, за жал, а имаат доста тоа како да изгледаат, имаат доста нереални слики. Оправдано повеќе пати ги спомнавте родителите, би сакала малку и за улогата на родителите, затоа што е многу важна во создавањето на здрави дигитални навики кај децата, но каде најчесто грешат родителите кога станува збор за користење на телефон и интернет и социјалните мрежи воопшто? Родителите не грешат затоа што не си ги сакаат своите деца, нели, и родителството е една од најтешките улоги кои ги имаме ние луѓето. Грешат од брзиот начин на живот, од замор и фрустрациите кои секојдневно ги доживуваат, како и недоволното, нели, немање доволно време за да обрнат доволно внимание на своите деца и квалитетно внимание. Оние грешки кои ги прават, јас ќе споменам неколку најважни. Првата грешка е користење на мобилниот телефон како средство за смирување. Кога детето е немирно, ќе му го дадеме телефонот и детето ќе се смири. Тоа е најбрзото нешто тоа е таа брза стимулација. Второто нешто кое родителите го прават како грешка, непоставени граници, односно недоследност. Денес има правила, утре нема правила, не се доследни. На децата им требаат јасни граници. Третата грешка која прават, не се доволно личен пример и модел, бидејќи ние денес сме сведоци дека имаме родители кои седат на мобилен, а му кажуваат на детето да го тргне мобилниот, а тие си продолжуваат уште еден час на мобилниот да си скролаат. Тоа не е добар пример за децата и оно што е многу важно и најважно да се спомени е грешка кај родителите, не велам секако кај сите, не разговараат со децата. Децата не сакаат само контрола, ворете контрола, но разговорот е многу битен. Кога имаме само контрола, имаме отпор кај детето, но кога создаваме и доверба, разговараме и му даваме друга опција на детето, тогаш имаме
подобар однос и поголемо разбирање кај детето. Велите родителите треба да имаат контрола и насока во тоа што гледаат и следат децата, но кои се можеби најважните правила, така да ги наречам, што родителите треба да ги постават дома? Како да се воспостави здрава граница без конфликти и забрани што ќе создадат пак отпор кај детето? Како тоа да се направи? Дали има некое волшебно стапче или некој магичен збор кој што ќе успее да избалансира состојбата? Да, еден збор опишува начин како да се реагира, но начинот е многу широко, многу поширок од зборот. Јасни и договорени правила. Тоа значи јасни правила, денес има правила и утре има и задутре има и од најмала возраст. Се поставуваат правилата и сите ние ги следиме правилата. Нема во спална телефон, нема навечер телефон, за сите е тоа така. Навечер пред спиење нема за оброк телефон. Зошто? Затоа што јадењето е важно, да обрнеме внимание, да разговараме. Мора да му се даде друга опција на детето, да му се даде игра, да му се даде внимание. Но што значи се извинувам, но што значи договорени правила? Да се договорат правилата заедно со детето, да се седне и да се најде најдобро решение заедно со детето и да се изнајде една златна средина. Мораме овде да ја спомнеме и улогата што ја имаат училиштата. И тука би ве прашала дали училиштата доволно работат на дигитална писменост и безбедност на интернет и како училиштето може да помогне во спречување на онлайн насилството меѓу учениците, што е особено често во последно време. И тука морам да истакнам дека најважна е соработката и меѓу родителите и наставниците, но и стручните служби во вакви случаи. Училиштата имаат клучно внимание, тоа многу големо внимание кај децата, но тоа што е многу важно, тоа влијание не е доволно, бидејќи дигиталната писменост е скоро исклучена, ја нема доволно во училиштата, и токму таа дигитална писменост треба децата да ги научи како да ги користат дигиталните уреди, што е она што им се пласира на децата, колку е безбедно за децата и како да се справат и да се заштитат од онлайн насилството. Самото онлайн насилство не е само во училиштата, не е, тоа е 24/7. Се враќаат дома и тоа продолжува, бидејќи децата се постојано со мобилните телефони. Едукацијата е многу важна, а училиштата се тие кои можат да ја обезбедат. Но и таа комуникација која споменавте, училиште, родител, психолог, исто така е многу важна, за да можат родителите да бидат едуцирани, како можат детето да го заштитат од дигиталните содржини кои ги гледаат, од онлайн насилството, да препознаат училиштето, исто така да делува додека се во училишните клупи, да бидат оттргнати дигиталните уреди и да можат директно се дадат од психологот насоки на кој начин да делуваат родителите и како сето тоа влијае на емоционалниот развој и социјалниот развој кај нивните деца. Со овој наш разговор во студиото, всушност упатуваме апел дека треба да се поттикнува здрава дигитална писменост и критичко размислување, како што рековте, од најрана возраст кај децата, за да знаат нели како да ги користат и кога да ги користат дигиталните уреди. Меѓутоа, кој ќе биде вашиот совет, пред се би рекла за родителите? Како да ги заштитат своите деца во дигиталниот свет, но и генерално ваш совет за создавање здрав баланс меѓу учење, игра и дигитална забава? Така, балансот е многу важен и тој дел треба да го знаат родителите, значи да не бидеме само контролори, туку да бидеме се поприсутни во развојот на нашето дете, да го прашаме нашето дете што гледа, зошто го гледа тоа нешто кое го гледа, што го плаши, што го интересира, што е она што му е важно, кој е тој, која е таа, и ние да навлеземе во личноста на детето, односно во градењето на личноста на детето, преку неговите интереси понатаму. Да му го насочиме вниманието, што е многу важно да се поврземе со нашето дете и детето да нема толкова потреба од бегство за одредени емоции, токму на мобилните, но секако да се постави баланс, да има време за игра, да има време за дигитални уреди, да има време за со родителите, да има време со врсниците и секако да има време за
присутност, доволна емоционална присутност од страна на родителите. Значи да бидеме доволно присутни, да ги контролираме секако, но не и постојано, и да ја градиме таа доверба со нашите деца. Да, довербата е клучна, меѓутоа и да нема многу изговори дека живееме во динамично време кое што не ни дозволува да посветиме многу повеќе време на децата, сепак тие се нашата иднина и мораме да дадеме максимум внимание за да можеме да ги држиме поблиску до реалниот свет, а подалеку од виртуелниот. Дефинитивно не постојат изговори кога се работи за нашите деца, тие се нашата иднина и дефинитивно треба да се погрижиме и секогаш да најдеме време за нашите деца, без разлика колку брзо живееме или колку часови сме на работа. Важно е колку квалитетно, поврзано и блиско време поминуваме со нашите деца и токму така ни се разговори, топли разговори, ги градиме јасните граници и правила, но ја градиме и таа поврзаност и доверба со нашите деца. Дефинитивно, ова што го кажавте е како што треба. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам и вас, и мене ми беше благодарам.